зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Зошто да благодариш? Една мајка, чие име не ни е познато, го напиша следното. Моето мало девојче да излезе сака. Ја пригрнав и стиснав уште еднаш така. Ја потсетив повторно без мака. Запомни да кажеш благодарам. И тогаш мисла ми се јави пак. Колку помина откако клекната сепак. Си спомнав да кажам благодарам. Пасторот Майк Коперсмит ни раскажува за еден човек чија сопруга го остави и тој се најде во тешка депресија. Загуби вера во себе, во другите луѓе, но и во Бог. Еднодождливо утро, човекот замина во еден мал соседен ресторан за да појадува. Се наведна на шанкот и го мешаше кафето. Никој во ресторанот не зборуваше со никој друг. Во едно од малите сепариња покрај прозорот имаше млада мајка со своето мало девојче. Туку што им беше послужена храната, кога малото девојче ја разби тажната тишина велејки. Мамо, зошто не кажеме молитва тука? Келнерката рече, секако душо, може да се молиме овде. Ке се помолиш ли за нас? Тогаш таа се сврте кон останатите луѓе во ресторанот и рече, наведнете ги главите. За изненадување, еден по еден луѓето ги наведнаа главите. Малото девојче наведна главата, искрсти рацете и рече, Бог е голем. Бог е сета добрина збрана и му благодариме за нашата храна. Амин. Таа едноставна молитва ја промени целата атмосфера во ресторанот. Луѓето почнаа да разговараат еден со друг. Очајниот човек си рече, наеднаш целиот начин на размислување ми се подобри. Од примерот на тоа мало девојче, почнав да му благодарам на Бог за се што имав и престанав да се фокусирам на сето оно што го немав. Почнав да станувам благодарен човек. Писмото не упучува. Благодарете му секогаш за се на Бог и Таткото. Во името во нашиот Господ Исус Христос. Ефешаните 5 глава 20 стих. Како што мајка му кажа на малото девојче. Запомни да кажеш благодарам. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.